Реформска влада која ќе обезбеди живот за сите во Македонија, најави мандатарот Зоран Заев во денешното обраќање пред парламентот. Заев истакна дека владата што ќе ја предводи тој ќе се фокусира на 3 клучни темели: економија и живот за сите, силни професионални институции и правда за сите, како интеграција на Македонија во ЕУ и НАТО и перспективи за сите. Мандатарот посочи дека новата влада ќе ја врати ефтината струја, ќе ја укине радиодифузната такса, ќе обезбеди бесплатно болничко лекување за сите, ќе ги намали судските, адвокатските и извршителските трошоци. Заев најави минимална плата од 16.000 денари до крајот на мандатот и 30.000 денари просечна плата во земјава, како и усогласување на пензиите со трошоците за живот. Главен фокус на програмата на новата влада е развој на економијата и кревање на животниот стандард на граѓаните. Наша цел е просечна стапка на раст на економијата повисока од 5% во периодот на мандатот. Минималната плата на работниците уште во првата година од мандатот законски ќе ја зголемиме на 12.000 денари и ќе се однесува на сите работници, вклучувајќи ги вработените во индустријата за текстил, облека и кожа. Освен економски развој, мандатарот Заев најави и дека Македонија ќе биде правна држава, а најсериозна ќе биде реформата во правосудството според познати европски пракси далеку од рацете на политичарите. Се обврзувам на одговорна влада, зашто ќе обезбедиме и соодветна контрола над владата. Институциите да работат независно и професионално, граѓаните во секое време да знаат зашто се наменети буџетските пари. Освен одговорна, ќе бидеме и отворена и транспарентна влада. Сите одлуки важни за граѓаните ќе ги носиме низ консултации со граѓаните и граѓанските здруженија. Заев вети дека ќе биде премиер на сите граѓани на Македонија без разлика дали на изборите гласале за него или не. На пратениците им порача дека ќе го слуша гласот на секој пратеник, но побара од нив одговорност во интерес на граѓаните да ги поддржуваат потребните реформи за обнова на државата. Од новите министри пак Заев побара да нудат решенија, затоа што тој нема да биде министер место нив. Вам ви ја доверив таа обврска како мандатор и должни сте да ја исполните кон граѓаните. Министерот не е назначен за да го прашува премиерот, туку за да предлага решенија. И јас така очекувам дека ќе работите. Секој мора да работи одговорно, отчетно, професионално. Нула толеранција ќе имаме за корупцијата. Нула толеранција ќе имаме за криминалот. Нула толеранција ќе имаме за врски и протекции. На крајот од своето излагање Заев се заложи дека новата влада ќе биде покритична кон себе отколку кон политичките опоненти и дека политичарите мора да им служат на граѓаните.